Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Еве што подготвивме за вас. Земјоделските асоцијации барат државна интервенција во откупната цена на лебното жито. Родот на житните култури, чија жетва е во тек, годинава е преполовен. Од денес до сабота Лидерфест во Делчево ќе се презентираат руралните потенцијали и начините како тие да се адаптираат кон климатските промени. Факултетите со отворени денови за идните студенти. На Универзитетот Гоце Делчев деновиве се представуваат економскиот и правниот факултет. Македонските извозни компании само со еден транзитен документ ќе се движат низ 34 земји во Европската унија, ЕФТА и Турција. За компаниите ова значи намалување на чекањето на граница, намалени трошоци и олеснување на постапката. Македонија е прва од земјите во Западен Балкан која што ги исполни строгите критериуми за пристапување кон овие конвенции и стана дел од транзитниот систем на Европската унија уште пред да станеме нејзина членка. Направена е активност со која што корист ќе имаат стопанските субјекти во земјата, бидејќи се овозможува со единствен документ да може да се врши транзитот на стока низ сите земји кои што се потписнички на таа конвенција. Тоа значи по намалување на времетрењето, на чекање на границата, тоа значи намалени трошоци за фирмите од аспект на превозот на стока, од аспект на времето што е потребно за истото и олеснување на постапката и верувам дека македонските компании ќе ја искористат оваа можност и дека ќе се вклучат активно во користењето на заедничката транзитна постапка низ сите земји за кои што се потписнички и за кои што важи. Во ек на жетвата на јачменот, земјоделците се соочуваат со големи проблеми. Приносите се ниски, на половина од минатогодишните, а откупната цена е околу 8,5 денари за килограм. Не е поинаква состојбата и со пченицата, чиј род годинава заради поплавите потврли, но за оваа култура земјоделските асоцијации бараат државата да интервенира. Ние имавме два состанока со мелничката индустрија во Министерството за земјоделство, шумарство и водопоставство. На двата состанока се ги кажавме проблемите за кои се очуваме, што очекуваме од оваа жетва, колку приноси, колку се посевите и кои се цените што најмногу ни интересират. Меѓутоа, ја не би зборил сега уште за цената, за тоа што е рано, да не ги ставаме земјоделците во заблуда. Меѓутоа, предпоставуваме дека откупната цена ќе биде помала од производната цена на пшеницата. А во Законот за земјоделство, шумарство и водостопанство и за рурален развој има еден закон во кој пишува кога за пшеницата производната цена ќе биде поголема од куповната, тогаш може да државата да преземе своји акции и тоа под ургенција на државата, да таа разлика меѓу откупната и продажната цена и откупната и производната цена ја дотира државата. Затоа ние побаравме околу 2 денара ова година плюс на откупена пшеница во регистрирани млински капацитети, државата да дотираше 2 денара. Од денес почнува Лидерфест 2015 во Делчево, фестивал кој е подржан од УСАИД и мрежата за рурален развој на Република Македонија. Ќе бидат изложени производи од регионот, а се вклучени општините Делчево, Пекчево и Берово. Од 2 до 4 јули Делчево ќе биде домаќин на првиот Лидер фестивал во Македонија во организација на регионалниот центар за застапување од Делчево во рамки на проектот Лидерфест 2015. Оваа иницијатива е подржана од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, имплементиран од мрежата за рурален развој на Република Македонија. Лидер пристапот е една од клучните алатки за организирање и развој на руралните средини во земјите членки на Европската унија, а од оваа година со започнувањето на акредитацијата од страна на владата на Република Македонија, ќе можат и локалните акциони групи во Македонија, сертифицирани од Министерството за земјоделство, да ги искористат финансиските средства кои ги нуди оваа мерка.
Во рамки на овие активности во нашиот регион ќе се формира локална акциона група заедно со општините Делчево, Пехчево и Берово. Во рамките на сите овие активности, Сдруженијето Регионален центар за застапување од Делчево во соработка со мрежата за рурален развој на Република Македонија и во соработка со општина Делчево, следните 3 дена ќе организира Лидерфест, на кој што Лидерфест граѓаните и заинтересираните страни ќе имаат можност да ги слушнат предностите кои што ги нуди Лидер мерката за руралниот развој, ќе имаат можност да ги слушнат искуството од Европската унија, од гостите кои што ќе бидат присутни на Лидерфест, тоа се гостите од Република Чешка, од 7 локални акциони групи, гостите од Пелагонискиот регион кои што веќе имаат завршено со регистрацијата на локалната акциона група во рамките на Лидер и гостите од Струмичкиот регион кои што исто така имаат завршено со овој процес. Значи ова ќе биде наредка можност на исто место да се видат културно-уметнички друштва кои што настапуваат, штандовски дел кој што ќе има можност Сдруженијата на граѓани и малите и средните предпријатија да ги изложат своите досегашни проекти и своите достигнувања и форумски дел кој што е најважниот дел од целиот фестивал, каде што преку дискусии, преку размена на искуство и преку умрежување ќе се воспостават соработките помеѓу идните локални акциони групи во Република Македонија и соработката и вмрежувањето со локалните акциони групи од Република Чешка. Сите заинтересирани страни од источниот регион да се пријават во Сдруженијето Регионален центар за застапување и да го пријават своето присуство. Сите значи ќе бидат добре дојдени и се надеваме дека сите ќе заминат по завршувањето на фестивалот со позитивни искуства и добри практики. Главното случување во рамки на фестивалот ќе биде во петок со почеток во 12 часот, кога ќе бидат отворени културно-уметничката програма и изложбените штандови во градскиот парк. А во салата на спомендомот Асном паралелно ќе се одржува и форумот за лидер мрежувањето. Универзитетите се подготвуваат за упис на нови студенти. Започна презентацијата на можностите кои ги нудат факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. До 10 јули за сите заинтересирани идни студенти и граѓани вратите ги отвора Економскиот факултет. Започнаа отворените денови на Универзитетот Гоце Делчев. Вратите на Економскиот факултет до 10 јули ќе бидат отворени за матурантите и останатите заинтересирани граѓани. На оние кои ќе присуствуваат на овие отворени денови, ќе им бидат презентирани сите можности што ги нуди факултетот. Осмислувањето на отворените денови за студентите на Економски факултет, потенцијалните студенти на Економски факултет е заради она надменување на расчекорот кој што се создаде со доцна распишаниот конкурс и неможноста меѓувреме да имаме комуникација со потенцијалните наши студенти кои што веќе заврши школската година и ова е начин да ги доближиме студиските програми за потенцијални студенти. Економскиот факултет при УГД има 850 слободни места на насоките финансиски менаџмент, меѓународна економија, менаџмент и предприемништво, сметководство, финансии и ревизија, банкарство, финансии и осигурување и маркетинг. Деканот на овој факултет вели дека порано интересот бил многу поголем, но од година во година истиот се намалува. Ова година, 4-та година, во Штип не дава, односно конкурсот невозможува, не дава упис, не дозволува упис. Ние на некој начин од првите 3 години, 2008, 2009 и 2010 имавме прилично голема бројка, иако бевме на 2 локации, Штип и Струмица, имавме негде 540, од 480 до 540 студенти. Со дисперзираните паралелки од 2012 наваму, кои што наместо да останат Штип и Струмица, се прошири и во Радовиш и во Кочани, со тоа што сите студиски програми беа префрлени во Кочани и овој пат исто се намали 50% се намали бројката на заинтересирани, односно запишани студенти на Економски факултет. Покрај Економскиот, отворени денови организира и Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, кои ќе се одржат 6, 7 и 8 јули. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања Виничко е вистински промотор на македонскиот фолклор. Летната шема на фолклористите на Китка започна со гостувањето во Турција, а продолжува со турнеја низ Франција, каде ќе настапува во програма со професионални фолклорни ансамбли од целиот свет. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања заминува на една голема
величествена турнеја, да кажеме, една помеѓу најголемите досега во нашето 40 годишно работење, со тоа што ќе земеме учество на Синџер од фестивали во Франција, во регионот на Бретања, фестивал кој што е на кој се покануваат професионални ансамбли од сите континенти од светот. Ние од Европа ќе имаме само две земји, од тие ќе биде Полска и Македонија, на кој што ќе бидеме една малку, како да кажеме, сме возбудени со тоа што помеѓу професионални ансамбли да настапиш, ние како аматерски ансамбл, сепак е чувството големо и навистина горди сме што ќе ја презентираме Македонија, македонскиот фолклор на еден таков голем Синџери фестивали во неколку градови на регионот Бретања на Атлантскиот океан. На овој фестивал настапуваме со најударната екипа од нашиот фолклорен ансамбл, со оркестарот од народни инструменти и ќе имаме дури и целовечерни концерти по 90 минутна програма, ќе имаме настапи од 3 минутна програма, од 30 минутна програма, така што секаде ќе се потрудиме, подготвени сме да презентираме Македонија. Владата на Тунис објави дека безбедносните сили уапсиле 12 лица осомничени за соучество во бруталниот терористички напад минатата недела на плажата на хотелот Империјал Мараба. Во масакрот беа усмртени 39 туристи, главно странци, а повеќе од 40 беа полесно или потешко повредени. Американските тајни служби со години ја прислушувале Меркел. Германската канцеларка стравувала дека дури ако и се прости дел од долгот, Грција нема да може да ги реши проблемите, односно не била сигурна што би можело да ја спаси Грција, дали намалување на долговите или нов пакет финансиска помош. Спасителот на над 650 еврејски деца за време на Холокаустот, сер Николас Винтон, почина на 106 години. Тоа го соопшти од семејството на заслужниот маж, нарекуван уште британскиот Шиндлер. Во 2003 година Винтон е прогласен за витез од страна на кралицата за служба на хуманоста. Перо Антич официјално стана играч на Фенербахче Улкер, неговото официјално промовирање како нов играч на истанбулскиот клуб би можело да се случи до крајот на неделава. Сите што ме познаваат знаат колку ми е важно семејството, па можноста да бидам поблиску до моите најблиски беше факторот што пресуди. Сакам да му се заблагодарам на тренерот Бад, на целокупниот стручен штаб, на тренерите, на асистентите задолжени за опремата и на целата организација на Атланта Хоукс за тоа како бев дочекан во клубот. И најважно, сакам да му се заблагодарам на градот Атланта и на сите навивачи за нивната поддршка, изјави Антич. Антич оваа недела се очекува да биде представен пред медиумите и да се појави во дрес на Фенербахче, да даде изјава како играч на турскиот тим. Антич е третиот кошаркар со македонски пасош кој играл за Фенербахче Улкер. Претходно имаат настапувано легендите Петар Наумовски и Врбица Стефанов. Веста за заминувањето на Антич е лоша вест и за нашинците во Северна Америка, кои го бодрија секаде каде што играше, па сега останува да се почека во иднина некој друг македонец да ги следи чекорите на перо и да заигра во најсилната лига на светот. Во сеќавање и почит кон ликот и делото на трагично загинатиот припадник на македонските безбедносни сили, во неговото родно место Чардаклија по 15-ти пат ќе се организира меморијалниот турнир во мал фудбал Владко Петров 2015. Урбаната заедница ги повикува сите кои практикуваат фер плей и сакаат спортски да се надмудруваат и во коректни и фер борби да земат учество на овој традиционален турнир. Пријавувањето на екипите е до 10 јули, котизацијата изнесува 1500 денари. Ова е се што подготвивме во Пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации за денешните случувања гледајте во Дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.